169 несреќи на работните места се евидентирани лани, од кои 22 биле со фатални последици, стои во годишниот извештај за несреќи при работа на Македонското здружение, објавен по повод Светскиот ден за заштита при работа 28 април. 22 потешки несреќи на работното место беа со фатални последици. Следбено на оваа бројка на загинати вработени, стапката на смртни случаи при работа во Македонија изнесува 3,17, односно на секој 100.000 вработени, тројца вработени гинат на работното место во 2022 година. Стои во извештајот. Сепак оваа бројка не е реална, бидејќи според Институтот за јавно здравје, таа е околу 1500 потешко повредени на годишно ниво. Кои се факторите за сите овие несреќи? Значи, повеќе фактори влијаат на самата ситуација, самите околности, пред се самата работна средина. Дел има вина во работодавачите, меѓутоа дел има вина и во самата свест за чување на собственото здравје кај самите вработени. Не би сакале да прejudicираме, да покажуваме со прст тој е виновен или кој е виновен, меѓутоа сепак сметаме дека генерално не само државата, треба сите да се заложиме, почнувајќи од најмали нозе кои што почнуваме ние од учениците, самите институции, медиумите, да дадеме малце поголем акцент на безбедност и здраве при работа. Според Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска, работодавачите треба да направат се за безбедноста при работа, бидејќи работниците ќе се чувствуваат посигурно и заштитено. Од една страна, компаниите кои што обезбедуваат здрави и безбедни услови за работа имаат многу по-продуктивни работници, а работникот е среќен и задоволен затоа што работи во безбедни услови за работа и се чувствува сигурен во делот на безбедноста и здравјето на своето работно место. По повод Меѓународниот ден за заштита при работа, денес повеќе компании добија признанија.